сонцето светло заседели со правда. Децата да се почитуваат помеѓу себе, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладуваат љубовта и толеранцијата, а општеството тоа да им го овозможи. Е мотото на годинашниот традиционален Божикен ручек, наменет за околу 500 деца од цела Македонија, а кои припаѓаат на ранливите категории. Имаме гости од Скопје, од Тетово, од Штип, од Струмица, од Охрид, од Битола. Дечињата се среќни сме и ние како организација, што оваа традиција продолжува со надеж дека оваа година ќе ни биде уште посреќна, а лошите мигови ги оставаме зад нас. И самиот Бог бил најпрвин дете, а дури потоа станал човек. Затоа децата му се особено мили на Бога, заради нивната чистота, искреност и човекољубност. Затоа ние треба да учиме од децата, порача митрополитот Петар, благословувајќи ја заедничката празнична трпеза. Навистина Божик не го личи без деца, особено ако веќе Христос, Спасителот, Синот Божи, кој превечно од Отецот се раѓа од преголема љубов кон човечкиот род, да го спаси човекот, посакал да стане и он човек, ама не можел да стане човек без да стане прво дете. И токму заради тоа се родил од утробата на Пресвета Богородица и поживеал со луѓето и ги научил како и во што да веруваат, а исто така со тоа ни покажал и нам дека и ние, ако не бидеме како овие деца незлобиви, нема и ние да го наследиме Царството Небесно. Локалната самоуправа од Прилеп овој празничен богоугоден чин го поддржа со донација од 500 колетчиња, кои на присутните мали гости им ги подели градоначалникот Борче Јовчески. Останува да ги поздравиме и да им посакаме и оваа година во нивните семејства да царува радоста, расположението и среќата. Секоја година пробуваме да биде што поактивни, повеќе луѓе да бидат вклучени за да разберат дека има повеќе категории на луѓе и се додека ние не ги прифатиме сите категории, ние не сме луѓе. Дечињата ми е преубо. Од тука сум, се вика Милина, имам 8 години. Божикниот ручек оваа година се организираше по 17 пат, а организатор е Детската амбасада за сите деца од светот, подпомогната од бројни спонзори и компании. Годинава највисокото меѓународно признание, орден за носител на мирот, и беше доделено на компанијата Кромберг и Шуберт од Битола.